Еврокомесарката Кос вели Македонија била тажна приказна. Извинете, ама мене ако ме прашувате, ова е голема навреда. Да, може би е тажна приказна ако се гледа низ призмата на ЕУ интеграција, но ако се гледа на тоа како обстануваме и покрај огромниот наплив на големо грчката и големо бугарската фашистичка политика, поддржана од оние предавнички сили кои беа на власт до минатата година, а беа поддржани токму од Брисел и други центри, тогаш Македонија воопшто не е за жалење. Напротив, се покажавме како ретко жилава држава и ретко силен народ, кој покрај сите удари од надвор и од внатре, се уште водиме битка и не се даваме. Замислете, се прави паралела со Украина, дека ако Украина требала да чека колку и Македонија, тогаш преговорите ќе ги почнеле дури во 2045 година. Па побогу, што зборуваме ние тука? Дека токму тоа што го прави Русија на Украина, нормално, без војната и жртвите, Бугарија ни го прави нас. Ни го негира идентитетот, јазикот, историјата, ни го негира постоењето. Што треба? Бугарија да не нападне, да ја освои Источна Македонија, да бидат убиени илјадници луѓе па за да се освести Брисел и да ги започне преговорите со нас? Не разбирам. И ние сме биле тажната приказна. Навистина навредливо. Може би па ако гледаме низ таа призма, Европската Унија е таа која е за жалење. Затоа што има земји членки како Грција и Бугарија кои не признаваат човекови права и кои уште не се мрднати од најтемните денови на 40-тите години на минатиот век. Ако е вака како што вели Кос, нели плюс ни кажа дека и да прифатиме уставни измени нема гаранции дека нема да има ново вето, тогаш можеби најдобро е да кажеме стоп, доста ни е веќе.